Вработени од Државниот завод за статистика денове ги посетуваат домакинствата од Струмишко Дабиле, кои се носители на земјоделски стопанства. Го реализираат пробниот земјоделски попис, со која тестираат апликацијата, но и методологијата за попишување, како на индивидуалните земјоделски стопанства, така и на деловните субјекти кои се занимаваат со аграр. Инвестиции за модернизирање, помош на млади земјоделци да почнат земјоделски бизнес. Има ли некои мерки користени? Нема. Попишувачите поставуваат повеќе прашања до лицата кои се носители на земјоделско стопанство и имаат идентификационен број од Министерството за земјоделство. Прашањата се однесуваат за аграрот, колку површини обработуваат, со кои реколти, дали ги наводнуваат, поседуваат ли механизација, добиток, но и други прашања. Кои што се однесуваат во врска со користеното земјоделско обработливо земјиште, насадите кои што се насејани на тие користени површини, по видови категории, добитокот по број видови категории, начин на наводнување на земјиштето, користење на ѓубрива, механизација и карактеристики на механизацијата, секако и за ангажираната работна сила во земјоделското стопанство. Земјоделскиот попис е неопходен за градење на соодветни стратегии и земјоделски политики. Професорот Душан Спасов оддамна сугерираше дека треба да се има јасна слика кои лица во Македонија се занимаваат со земјоделство, но и со што. Преку пописот најдобро ќе се проведе за тоа што многу е битна на аграрна политика да се спроведе и да се знае и стартната структура на населението. Сега, ако останеме ние со некоја граница на луѓе кои се занимаваат со земјоделие 50 и над 55 години, што може да очекуваме ние од таа старосна структура? Последниот земјоделски попис во земјава се реализираше 2007-та. Тогаш во земјава имало 476.000 лица кои работат во индивидуални земјоделски стопанства или пак во фирми што се занимаваат со оваа дејност. Земјоделскиот попис во земјава се очекува да се реализира идната година. Истиот треба да даде јасна слика каков е аграрниот потенцијал во нашава земја, односно на бројот на индивидуални земјоделски стопанства, структурата на земјоделското земјиште, дали и што се обработува, но и со каква механизација располагаат земјоделските стопанства.